Од 2007 го одбележуваат 15 септември како меѓународен ден на демократијата. Според нив, ангажираниот, добро образован електорат е во срцето на силните демократски општества. Колку во Македонија има демократија? Демократија има, но не доволно. Зборот доби многу испразнето значење изминативе декади, бидејќи за се употребува и почна да значи се истовремено ништо да не значи. Демократијата подразбира многу повеќе елементи на доброто владење, пред се значи регуларен изборен процес, кој што е фер, нели, слободен, демократски, значи владење на право, значи борба против корупција, значи независно судство и така натаму. И во овие елементи се разликуваат државите според нивото на демократијата кое што го има. Значи сите ги сметаме горе-доле, повеќето ги сметаме за демократски, но има различни нивои и нијанси на демократија кои што и многу меѓународни валидни и релевантни извештаи го мерат наназад, како што е Нации во транзит извештајот или извештајот на Freedom House. Во двата извештаи наназад низ годините некако тешко се одвојуваме од онаа меѓуфаза. Според едниот сме делумно слободна земја, делумно демократска, според другиот сме демократија во транзиција или хибриден режим, што би значило. И тука во најголем дел критиките се однесуваат пред се на ниското ниво на доверба и нефункционалноста или корупцијата во судската гранка, каде што долги години оваа состојба ни го намалува скорот на овие меѓународни индекси. Фер е да се каже дека еве се уште и со оваа влада, иако самата си зададе амбициозни закони кои што би требало да ги подобрат состојбите во судството, пред со законот за судскиот совет, но исто така и да го врати во некакви нормални рамки законот, кривичниот закони кои што ги амнестира, речиси, службениците од злоупотреба на службена должност, се уште го нема сторено тоа, што се одрази нели на извештајот на Европската комисија визави планот за раст на кој што сме обврзани. Така што судството е главниот кочничар или нешто што не лече надоле. Она што е во нашата ситуација добро е делот на медиумскиот плурализам. Македонија е најдобра во регионот и подобра од некои земји членки, како и впрочем Грција и Бугарија, која станува збор за медиумските слободи, односно плурализмот во медиумите. Постои застрашување на новинари и така натаму, што е нотирано во многу извештаи, меѓутоа компаративно релативно добро стоиме. Исто така вклученоста на граѓанското општество во процесот на креирање политики е задоволителна во споредба со исто така земјите од регионот. Косово има значително непријателски однос помеѓу извршната власт и граѓанското општество. Србија гледаме како некај репресивно-опресивен односот кон граѓанското општество. Албанија е исто така во не многу добра ситуација, така да овде исто така стоиме добро. Изборните циклуси еве наназад веќе од 2016 година извештаите на ОДИХР исто така се релативно позитивни, значи имаме еден мирен, стабилен изборен процес, како има некакви нерегуларности, но тоа го има секаде низ светот. Така што имаме и добри елементи, меѓутоа во овие елементи имаме простор за подобрување, односно мора да се подобри. Видете, демократија по дефиниција од политички науки, литература има некои параметри кои што треба да се постигнат, кои што се следниве. Значи устав, владење на правото, кои што ги почитуваат малцинските заедници и индивидуалните права. Имате потоа плурализам на повеќе партии, повеќе партиски систем, значи има избори кои што се регуларни и фер и демократски. Пазарно општество кое што е сврзано со предприемачки дух и за гарантирана приватна сопственост. Понатаму имате слобода на мислата, слобода на говорот, автономија на индивидуата. Се тоа формално, ако ги гледате работи кои што постојат во теорија во Македонија, во законите, во уставот. Она што е битно е колку е различно теоријата од праксата и каде е Македонија во тоа поле. Тука мислам дека имаме многу поле за работа, би рекол, за подобрување. По моје мислење има три
проблематични точки. Тоа се некадарност, неодговорност и неказнивост на луѓето кои што се во јавните институции и кои што е прашање кој се случува секојдневно и можеме да го видиме секојдневно во нашето живење. Дали станува збор за, не знам, протести околу Вардариште, има труење во Вардариште. Кој е тука одговорен? Општината ли аеродром, општината ли Газибаба, градоначалникот на Скопје, Министерството за животна средина, сегашното, минатото. Значи не треба да се лоцира одговорност, треба да се лоцира кој направил, не направил и на некој начин кој е тука неказнив во случај каде што треба да се казни. Деновија имаме друга афера, да речеме, околу прислушкување. Повторно, кој е одговорен, кој е сторил нешто што не треба да се стори, кој е казнил или не казнил. Институциите работат, не работат, обвинителство, судство и така натаму. Значи, ние во принцип сме демократија, ги имаме сите параметри кои што генерално се сметаат во дефинициите за демократија како такви, меѓутоа суштествувањето, спроведувањето на законите и работењето на институциите мора да се подобри. На крајот на краиштата, кога зборуваме за некадарност, зборуваме за погрешни луѓе на погрешни места поставени кои што не се знаат работат или неправилно ги користат бенефитите од авторитетот. Демократиите се под закана од различни фактори, од ширење дезинформации на интернет до зголемен популизам и дестабилизирачки ефекти од климатската криза. Нерешените конфликти и финансиските препирања се постојана закана. Сепак, аналитичарите се согласни. Добро образование и слободни медиуми се клучни за да се направи секој глас подеднакво да вреди во општеството.